Ја следите емисијава на Македонски корени со вашите домакини Јони Бети Треновски. Почитувани, во наредниве 30 на минути ќе разговараме со лидерот на Демократскиот сојуз и пратеник во Македонското собрание, господинот Павле Трајанов. Верувам, успешно го воспоставивме видео вклучувањето. Се гледаме и се слушаме. Господине Трајанов, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добар ден. Наистина ми е драго што има можност да бидеме заедно, да ги поздравам сите македонци насекаде во светот, посебно оние што се во Австралија, што и сите оние што следат вашата програма. Добро ви утро и од мене, господине Трајанов. Ви благодариме што се одлучивте денес да бидете заедно со нас. Се надеваме дека ќе бидеме интересни и ќе го задржиме вниманието на нашите слушатели и гледачи ширум светот. Наместина ми е драго што после долго време повторно има можност да бидам дел од вашиот исклучително добар програма кој што го следат и ја слушат оваа ваша програма, оваа ваша емисија низ целиот свет. Македонците низ целиот свет се разбира дека слушат и сите други што имат интерес да се информираат за се она што се случува во нашата држава Македонија. Господине Трајанов, за 5 дена поточно 25 март Демократскиот сојуз слави 21 година од формирањето кое се случи во 2000-та година. Дозволете најпрво јас и Бети да бидеме меѓу првите, ако не и први, да ви го честитаме јубилејот на партијата, а на вас лично председателствувањето на партијата во сиве овие изминати години. Па пред 21 година кога се формираше Демократскиот сојуз, тогаш промовирав една програма која што беше различна од она на ВМРО, ДПМН и СДСМ и тие оценки тогаш што ги дадовме зошто ја формираме нашата политичка партија, апсолутно не се променија. И натаму имаме две спротивставени политички партии кои што апсолутно не водат сметка за нашите национални, државни и стратешки прашања. Битно е да се конфронтираат и никош не изградија единство, сплотеност кога се во прашање нашите национални македонски интереси. Тоа е најголемата грешка, стратешка грешка на две политички партии што никогаш не седнаа да се договорат кога е во прашање интересот на македонците, на граѓаните, интересот на нашата држава, како и на кој начин да ја движиме Македонија напред, да обезбедиме услови македонците, младите да имат услови да создават, да творат, да работат во Република Македонија. Така да тогаш тој беше главниот мотив, да ги штитиме нашите национални интереси, да отвориме робосна борба против корупцијата, криминалот, бидејќи криминализацијата ја јаде државата, да создадеме услови за сите што сакат да инвестират во Македонија да се развива, како што тоа го направи Израел, да го направи Македонија. Тоа беа главните принципи, да владае правото, да биде правна држава, законите да важат за сите. Меѓутоа, досега за овој период од 21 година или подолго, 30 години, имаме политички надпревар, што е логично, нормално во сите демократски држави, но секаде има договор, има стратегија за да се штитат виталните стратешки интереси на секоја држава. И ние ќе говориме за ова во текот на ова интервју. Да. Инаку 21 година не е мал период, тоа е скоро 1/4 од едно столетие. Од нашето последно интервју со вас спомина скоро 19, ако не и некој месец повеќе. Од тогаш па до денес многу работи се случија и променија во Македонија. Имаше и добри, ама богами имаше и многу лоши, а најлоши се работите кои на Македонија и на македонскиот народ се случија и се уште и се случуваат во последниве 4 години. Вие многу години бевте коалиционен партнер со ВМРО ДПМН. Ја напуштивте коалицијата во време кога со помош на бомбите на Заев почнаа да го обвинуваат Груевски, односно власта на Груевски за груевизам, но и за се уште непотврдени кривични дела. Овие кои сега се на власт, поточно владата на Заев, како и вие од Демократскиот сојуз, кои сте дел од коалицијата и парламентарното мнозинство, пред очите на целата македонска јавност, спротивно на волјата на мнозинството,
и преку неуспешен референдум го променивте уставот, а со тоа и името на државата, а вие од Демократскиот сојуз, пред се вие како лидер и пратеник во Македонското собрание, се уште сте дел од таа коалиција. До кога ќе бидете во коалицијата на Заев, господине Трајанов? Ке се одважите ли еднаш и да соберете снага и во името на најсветлото и на своето, а тоа е Македонија, да речете доста е, веќе ве напуштам? Па бе вака само накусо. Значи, во најкритичните периоди за Македонија, 91 година, 2, 3 и 4, јас раководев со сите оперативни и полициски сили во државата. Јас организирав, ги добив информациите, организирав одземање на војната евиденција и спречив илјадници македонци да бидат упатени на фронтовите во бивша Југославија. Јас дадов налог на 18.000 припадници на полицијата, активен резервен состав, да преземеме границата. Значи, јас се обезбедив услови директно ЈНА да се повлече од Македонија без конфронтација. Беа тешки, неизвестни моменти и целокупната идеја што тогаш ја промовираше ВМРО ДПМН, Лјупчо Ѓорѓиевски и другите, Борис Мејковски и така натаму, некој требаше тоа од вербален настап практично да го имплементира. Значи, јас со моите соработници направиме се Македонија да стане самостојна независна држава. Тоа се моите определби за македонска држава и тоа директно сум го покажал дека сум јас македонец, дека водам сметка за нашите стратешки национални интереси. Со ВМРО ДПМН имавме исклучително добра соработка долги години, бидејќи нашите програмски определби на Демократскиот сојуз беа вградени во програмата на владата, која што ја предводише Никола Груевски, и долго време, мислам дека Македонија се движеше во правилна насока, имавме воспоставен систем на владење на правото, започна забрзан економски развој, воспоставиме дипломатски односи со голем број на држави. Македонија призна над 130 држави, се разбери и пред тоа, некаде 132 држави ја признаа нашата самостојна независна држава Република Македонија. Во последните неколку години од владењето на ВМРО ДПМН или апсолутно не ВМРО ДПМН, туку тие што раководеа со ВМРО ДПМН, се вклучија во активности кои што беа спротивно на нашите договорени стратешки цели интереси. Масовното прислушување и така натаму, и тука настана главниот конфликт, затоа што јас во разговорите со Груевски му ги преносев информациите дека дел од системите што се користат за неовластено прислушување, дел од тие разговори се префрлени во опозицијата. Не само што вие ги слушате, новинари, бизнисмени и така натаму, паралелно ги добива и опозицијата, и дека тоа треба да се прекине, да се направи исчекор. Мојата сугестија беше тогаш да се направи техничка влада, да се организират избори, и ако така постапеше господин Никола Груевски, мислам дека ќе имавме расчистени работи. Се разбира, инсистирав на тоа, тој што ги злоупотребил системите за прислушување, што ја нарушил приватноста на граѓаните, тој што се обидело да ги контролира сите движешки сили во државата, мислам дека тоа беа веќе силни елементи на авторитарно владење. Така да тука беше главниот спор, не за други некои стратешки прашања за кои што имав единство. Меѓутоа, господине Трајанов, може само да докажам, што е изборниот модел, Македонија 6 изборни единици, ги присилуваат помалите политички партии да коалицираат со една или друга од двете поголеми партии. Значи, целокупната изборна регулатива така е подготвена, така е направена, одговара само за СДСМ, ВМРО ДПМН, ДУИ и некоја друга албанска партија. Другите партии многу тешко. Имало обиди по еден-два пратеника да влезат во парламентот во прва, да речеме, во првиот момент. Покасно двете партии се организираат и не дозволуваат ни една политичка партија. Дали е тоа промакедонска, дали е граѓанска, дали е партија која што води сметка за националните интереси, не дозволуваат да се развие, да пробие друга политичка партија,
Тоа е проблемот. Инаку, јас само да напомена, сум против промената на уставното име, апсолутно, никогаш не сум гласал нити за промена на уставното име, нити за преспански договор, нити пак на референдум сум излегол да гласам за промена на нашето уставно име Република Македонија. Сакам да биде тоа сосема јасно, известно и ако сакате, овие 3-4 месеци, значи сум на браникот на нашите национални државни интереси. Прв се спротивставив на идеите околу заедничка историја со Бугарија, околу заеднички корени, тоа сосема јасно, експлицитно им го кажам на сите, дека стратешка грешка во договорот треба 2 дена да говориме, несомнено е дека вие имате, значи она што го кажавте е се во ред за време кога беше кризата во Југославија, па потоа со бегалците, па за време додека вие бевте министар за внатрешни работи, несомнено е дека не навлегувам во работите кои што ги направиле или не ги направиле одговорните лица на ВМРО ДПМН кога вие бевте на власт, ниту 11 години не дозволивте заедно како коалиција да се промени името. Сега во ова време вие сте во она влада каде што го промени името, а вие уште стоите внатре и не ја напуштате. Тука ми беше, на тоа баравме одговор, а не дека значи јас во времето кога се менуваше името, кога се подпишуваше преспанскиот договор со Бугарија, не бев дел од владата, нити бев во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз. Ние сме во соработка за нашите прашања, за кои што ние ги доставивме и до ВМРО ДПМ и до СДСМ, кои беа главните наши приоритети програмски за соработка, за коалицирање, за заеднички настап. И до ВМРО ДПМН и до СДСМ, ВМРО ДПМН имаше мислење, размислување, ставови, поготоа тие околу Мицковски, дека тие можат сами да победат. На Балканот можат да победат широки коалиции, се разбира, ако имат сродни или идентични ставови, политички определби, врзано и за Македонија, македонскиот национален интерес и за други прашања. Така да повеќе партии, 23 или 4 партии, сме дел од таа заедничка коалиција. 13 политички партии, што биле дел од со ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН не ги покани да се направи широк предизборен блок, затоа тие останаа со СДСМ. Тоа е вистината и сега кога зборуват зошто не ја напуштите коалицијата и така натаму, ние имаме символично значење таму, но имаме образ, достоинство, ако некој заедно настапен изборите, ќе ги и лабориките се на негова страна, но и критиките. Така да ВМРО ДПМН направи стратешка грешка што сметаше дека после сето тоа што се случуваше на политичката сцена околу преспанскиот договор, неуспешниот референдум, бидејќи тој објективно не успее, се она дека граѓаните ќе излезат масовно, ќе гласат, ќе добие поддршка, но се случи обратно. Едва 44 пратеници зема ВМРО ДПМН, бидејќи имаше исклучително слаб коалиционен потенцијал. Тоа е вистината за она што се случи во Македонија и се разбира дека ние не даваме бланко поддршка на никого во државата, нити на СДСМ, нити на ЗАЕВ, нити на било кој. Доколку се нарушат нашиот национален идентитет, значи нашиот јазик, тогаш ние сега најавуваме веќе 3 месеци дека тоа нема да го поддржиме. Дека тоа е основа. Нема многу време. Господин Трајанов, околу здравството. Владата на премиерот Заев, поточно Министерството за здравство, скоро секојдневно ги труеше македонските граѓани со информациите дека огромни финансии се вбризгнуваат во здравството, пред се за во борбата против пандемијата COVID-19. Но пред една недела од Европската Унија обелоденија една шокантна информација дека македонските власти недоволно средства одвоеле за борба против COVID-19 и тоа била причината што
таа, се мисли на Европската Унија, кренала раце од македонските власти и не ги испорача вакцините како и други финансиски средства. Како вие гледате на сето ова, имајќи предвид дека сте дел од парламентарното мнозинство, зарем ова не е уште една причина да ја напуштите коалицијата и да му откажете послушност на господинот Заев, наместо да ја поддржувате неговата влада за да обстои на власт? Значи, околу здравствената криза, пред неколку дена имав настап на Алфа телевизија, каде што сосема јасно ги презентирав ставовите на Демократскиот сојуз, моите ставови, дека владата неосновано ги развлече сите работи околу обезбедување на вакцини. Апсолутно неприфатливо е Македонија досега да нема добиено практично вакцини за заштита на медицинскиот персонал, на ранливите категории на граѓани, за целокупното население. Тоа исто така го посочив дека дневно политички е настапот на министерот за европски прашања, на министерот за здравство, дека тие штеделе и едва потрошиле 7,5 милиони евра, и сега, ради тоа што штеделе, се Европската Унија не им дозволува дел од помошта, некаде околу 750 или 700.000 евра, што требаше да ги добиеме. Тоа значи дека нема добра евиденција, а имавме силни најави дека се трошат огромни ресурси, па дури сега пред неколку дена земавме 700 милиона преку врзница, 300 милиона евра е најава за задолжување од домашните банки. Тоа укажува дека овај многу лошо се менажира здравствената криза во Македонија. Тоа има рефлексии на вкупните состојби, на економскиот развој, така да ја инсистирав јас да се направи тим од експерти што ќе работат на здравствената криза, што ќе работат на безбедносните аспекти и што ќе работат на рефлексиите или како и на кој начин да функционира економијата. Меѓутоа, тие идеи не ги прифаќаат, тие што раководат со овие ресори мислат дека ги знаат состојби, ги знаат проблемите, но се покажа. Ја дури некаде во август инициирав и не се сложував со тоа дека преку разни системи ние ќе добиеме вакцини, дека се е договорено, затоа што имаше информација од разновишките служби дека некои држави веќе градеа проценки, МОСАД, но и другите служби, дека ќе биде проблем да се набават вакцини, дека треба навреме да се сите тие договори направат за да граѓаните на Македонија добијат што е можно побрзо имунизација и да се намали можноста за ширење на вирусот COVID-19. Ова исто така сакам да го поврзам, да ги презентирам ставовите околу пописот, дека прв јавно настапив побарав сите што ќе бидат вклучени во пописот, попишувачите, да бидат вакцинирани за да се заштити здравето. Натаму инсистирав да ВМРО, ДПМН и СДСМ се договорат за заеднички настап околу пописот, методологијата за пописот заедно да направат, се со цел, значи да се спречат сите можности за политички договор или манипулација со резултатите од пописот. И затоа повикував, независно од тоа дали ќе се заврши пописот или ќе се прекине поради лошата епидемиолошка состојба и другите проблеми. Ја затоа инсистирам, сите наши граѓани, и уште еднаш ги повикувам, сите наши селеници, било каде да се во светот, да се пријават, да се вклучат во пописот, бидејќи ќе ни се случи како што ни се случи за изборите сега, последните на 15 јули. Значи, ради кризата и така натаму, македонците не излегува да гласат, но албанците излегува и другите. И затоа имаме ваков сооднос, и затоа имаме непринципијална коалиција која што работи по диктат на ДУИ и другите албански партии. Ако вака продолжиме со пописот, ако има отпор, ако се прифати, не отвори врата и така натаму, тогаш резултатите, тие што ќе бидат пријавени, ќе бидат на штета на македонскиот народ и ќе имаме дебаланс во државата. Затоа моја силна определба, силен повик е да ги повикам сите наши македонци да се попишат преку системите сега електронски,
за да имаме објективен број. Ја не сакам нити да го зголемува бројот на македонците, нити да го намалувам. Но сакам да спречам политичка манипулација, затоа што премиерот или едниот премиер на Косово и другите јавно повикуваат сите албанци да се попишат. Знаете дека јас пречив да се донесе закон за државјанство, тројца сведоци да потврдат и да стане некој државјанин. Јас пречив во личната карта да се пишува кој што е албанец и така натаму, што го нема никаде во светот. И други прашања за кои што сакаме вашите гледачи, вашите слушатели да бидат информирани, затоа што селективното информирање дава лош печаток за одредена личност, носител на политичка функција, кој што настапува и какви се неговите објективни и принципелни ставови. Имам уште многу прашања, треба да побрзаме, иначе и ние сне на мислење дека македонците кои што живееме надвор од Македонија да искористат оваа можност и да се пријавиме, за да не му дозволиме некој друг да манипулира со нашите податоци. Инаку во јавноста излегуваат секојдневни скандали кои ги прави оваа власт, меѓу нив се оние два скандали кои ги обелодени италијанскиот весник La Verità околу фантомската фирма која била посредник за набавка на кинески вакцини, преку која набавка требало да се стекне со дебели провизии. Обвинителството нема поведена постапка под опред глас за тоа. Каков е вашиот став околу овој скандал? Ние, опростите, ама немаме слушнато ваша реакција да реагирате до Заев за сето ова што се случи и каков е вашиот став со тоа што неколку владени висок функционери среде пандемија и кога во Македонија има полициски час замина на одмор во Мексико и Дубај? Значи, мојот став е презентиран, јас инсистирам на целосна истрага околу набавката на вакцини од Кина. Моите информации зборуваат дека сите работи се развлекуваат и да дојде до критична состојба во државата, нема вакцини и тогаш да започна тој процес на вакцини преку Кина, преку коруптивни изделки, бидејќи јавно посочив дека таму е вклучен една персона која што беше исто вклучен во малверзациите со Мажар Телеком, тој истиот сега е вклучен, се знаат граѓаните во Македонија за која лично се работи и замислите ако се потврдат овие информации дека двојно поголема цена требала да плати нашата држава, значи некаде 6 милиона евра да бидат како провизија поделени за тие што се вклучени во овој процес на договарање, мислам дека тоа ќе биде основа да побараме веднаш оставка, но и одговорност и кривична и политичка секаква за тие што директно биле вклучени. Тешко е да профункционира јавниот обвинител, тешко е да профункционираат другите органи откривање на криминал, бидејќи сите се под контрола на власта, на извршна власт. И сите тие се партиски функционери и затоа јас се борам за сосема друг концепт за борба против корупцијата и криминалот. И одамна и тоа го презентирав јавно, за тоа можеби ќе зборуваме ако има време. Да, Ако аферите овие за Рашковски, за Лјупчо Николовски, веќе за Рашковски има некаква предистрага, а Лјупчо Николовски се работи за патување до Дубај, не знам кои биле причините, сепак сите треба да бидеме тука, бидејќи е кризна ситуацијата во државата, секој треба да работи на создавање на подобри услови, на заштита на граѓаните од оваа инфекција, економскиот развој и да водиме сметка за нашите национални интереси. Зборував, за мене е крајно неодговорно и неприфатливо министерот за надворешни работи правенствено да води сметка за интересите на Албанија и на Косово. Мислам дека таков министер, ја да сум премиер, нема да остане ни ден повеќе во владата. Но реков дека имаме непринципиална коалиција каде што практично ние сега работиме под диктат на една партија која цело време во коалиција со сите македонски партии и ништо не им фали. Господине Трајанов, вие се одлучивте во собранието да делувате самостојно, но се уште стоите на ставот дека сте дел од мнозинството и дека ја подржувате владата на Заев.
Која ви е целта? Што сакате да постигнете со тоа? Поголема цена како пратеник или тоа е еден вид на најава за трасирање на патот за промена на коалициониот партнер? Значи, ние сме самостојна препознатлива политичка партија, за секој прашање имаме став. Значи, секој прашање ние го допираме, јавно го презентираме нашиот став, апсолутно не зависиме ниту од една, ниту од друга политичка партија. Ние најавивме дека се подготвуваме за самостоен настап на престојните локални избори. И за тоа се подготвуваме. Можно е да коалицираме со некои од другите сродни политички партии, помалите политички партии. Тоа е доволен сигнал дека ние нашиот став јасно, јавно го презентираме. Дали ќе се формира нова влада, јас тоа го зборував на повеќе медиуми, дека не е добро да се манипулира со граѓаните, дека што туку СДСМ не купил повеќе пратеници, да го зголеми мнозинството, или пак ВМРО ДПМН дека веќе има ново парламентарно мнозинство. Тоа е игра на живци, тоа е психолошка војна и така натаму, не е одраз на реалните состојби. Ова влада е формирана само пред неколку месеци. Дали ќе обстои и така натаму, ќе видиме, за тоа нема гаранција, но ако се создадат услови, како што беше најава за некаква широка коалиција, јас сугерирам, тоа јавно го презентирам тој став, дека владата треба да се повлече, да поднесе оставка и тогаш да се создадат рамноправни услови за да се формира влада на национален спас, кој што ќе ги движи работите напред, но главно е ќе подготви услови за нови фер парламентарни избори. Тоа е мојата определба моментално, инаку крајно е несвојствено, не е принципијално. Тоа е човек без образ, ако на избори одиш со една групација и сега се повлекаш од таму, одиш на другата страна, затоа што на другата страна им треба повеќе пратеници, а не водела сметка предизборно да направи поширока коалиција која што гарантира победа. Така да, јас не ја исклучувам соработката со ВМРО ДПМН и со другите партии, со СДСМ, но пред се водам сметка и да имам можности и капацитети да действувам, да ги штитам нашите национални интереси. Сум за робусна борба против корупцијата, криминалот, за целосна департизација на институциите. Криминалот, корупцијата и партизацијата полека ни ја нагризуваат, ни ја јадат државата. И затоа треба сите да делуваме, да действуваме во функција да градиме една нова, модерна европска држава. Случајот Мијалков сам по себе е невиден скандал. Пред да се појави господин Мијалков пред камерата на телевизија 24, вие некако прстот директно го вперивте во господинот Заев, но останате само со вперен прст. Вие ми се чини дека се член во Комисијата за одбрана и безбедност, но исто така едновремено како што реков и министер за внатрешни работи. Вашиот премиер, господинот Заев, отворено во неколку најави изјавува дека тој го контролира правниот систем, а вие еве 4 години сте во коалиција со него. Зошто не побарате ова време, барем во последниве скандали, оставка од него и од министерот за внатрешни работи? Што треба уште господинот Заев да направи за да сватите дека тој е донесен од надвор од сценаристите со цел да ја уништи Македонија и македонскиот народ? Значи, ако некој од носители на високи политички функции, председател на партија, јас кога се случи, бидејќи прво беше бегството на Груевски, сега бегството на Мијалков, имав 13 настапи во 13 различни телевизии и така натаму. Значи, сосема јасно кажав, ако не функционира системот, значи, за функционирање на системот е одговорна владата, пред се председател на владата, бидејќи кај нас тоа е личност број 1, кај што има силни влијања над сите процеси, влијае и над судската, на извршната и на парламентарната, законодавниот дом, парламентарната власт. Така да, владата беше веќе падната. Врз основа на сите тие расправи во јавноста, граѓаните беа силно изреволтирани, беа нервозни и бара веднаш да се заме владата. Појавата на бегалецот пред камерите тогаш ја смири ситуацијата дека тука и така натаму. Инаку тоа останува и натаму, за тоа да се разговара, ќе инсистирам за тоа да се отвори за политичката одговорност за нефункционирање на системот, да се разговара во парламентот. Бидејќи
Павле Тренов не може да ја сруши владата, тоа да го расчистиме. Значи, за да падне владата треба граѓаните треба, како што тоа го направија после бегството на Мјалков, граѓаните треба да изградат став, дека не ја поддржуваат владата. Тогаш владата ќе падне. Треба да му се даде можност, да има предвремени Има избори. можност граѓаните, значи имат можност граѓаните, како го покажа револтот преку социјалните мрежи, настапите во медиумите, покажа дека не се сложуваат повторно некој да направи таков инцидент и имаше сомнежи дека тоа е договорена работа, повторно да некој избегне. Јас почитувам презумција на невиност, него винува Мјалков. Тоа ќе се покаже во постапката, дали вирам или не. Но факт дека не функционира системот, за тоа носи одговорност и председател на владата, и владата во целина, и никој друг. И затоа ви тврдам одговорно дека владата беше падната. Појавата, бегалеца се смири со собата. Инаку има многу прашања за кои што може да се разговара, се расправа, и битно е што јас делувам на мојот главен сојузник се граѓаните. Ги информирам граѓаните за се она што се случува, градам политички ставови, ги презентирам. Ретко кој, освен Демократскиот сојуз и јас како лидер на оваа партија, во коалицијата што сме 23 или 5 партии, има самостоен настап кој во основа не кореспондираат со ставовите на владеачката СДСМ или ДУИ. Господине Дранов, имаме уште 2-3 прашања, имаме уште 5 минути време максимално, ќе ве молам да побрзаме. Господине Трајанов, на едно ваше гостување на една телевизија, на прашањето дали ќе го поддржите новиот концепт во основното образование, вие рековте нема да поддржиме проект со кој се бриши историјата. Овие од власта го усвоија новиот концепт за основно образование. Зарем уште не гледате дека сето тоа е веќе направено и од септември ќе се учи нови учебници во терк на соседите, поточно во терк на Грција, Бугарија и Албанија. Зошто одите со тезата ајде да видиме прво? Зарем не сте ја научиле изреката од вашите предци дека подобро е да се спречи отколку да се лечи? Значи, тоа прашање го отворив во медиумите, само вистина во Канал 5, и кажав дека и тоа сакам повторно да го слушат мојот став по историјата. Значи, историјата е помотно оружје од атомска бомба. Тој што нема историја, на тој што ќе му исечат корењата, нема да има иднина. Затоа и тогаш и сега и понатомо ќе настојам историјата да се изучува како посебен предмет. Преку историјата се јакне, се гради националната свест. Тоа е мојата определба и колку ќе придонесам тоа, колку ќе влие тоа во сите овие процеси. Ќе видиме како ќе заврши тој концепт за бидејќи се работи за концепт. Они направија прв попуст бидејќи рекоа прво дека тоа ќе биде некакво општество граѓанско, па сега викат историја и општество. Мислам дека треба да сватат дека тоа е национален интерес, национална определба, да се изучува историјата, нашата автентична историја, бидејќи ние имаме автентична македонска историја, нашиот јазик е автентичен македонски јазик, дека немаме никакви заеднички корени, заедничка историја со Бугарија, бидејќи под ова бугарите подразбираат дека сме имале бугарска историја, па 44-5 ние сега вештачки сме се трансформирале во друг народ македонски. Затоа јас укажам дека во договорот за добро соседство со Бугарија направена е пеколна грешка што е напишено дека тргнувајќи од нашите заедничка историја. Тоа е сосема недржавничко однесување при подпишување во тој дел на овој договор и затоа јавно го зборувам. Ретко кој има храброст да каже дека ние немаме никаква заедничка историја корени со Бугарија. Сите вртат наоколу, дури ВМРО тоа него експлицитно кажува, затоа што и тие има долго време нерасчистени прашања, вклучително и првиот лидер кој сега гради една теза полоши од таа теза што ја промовира бугарскиот политички врв. Така да, апсолутно, како ќе се движат процесите, јас сум во парламентот,
сум чест гостин на сите телевизии и на тој начин ќе настапувам да ги раздвижам процесите, да придобивам приврзаници кои што ќе ги поддржуваат овие наши определби, кои што верувам дека се во интерес на сите граѓани, во интерес на македонците и од тоа не отстапувам. Господине Таранов, ке мора да побрзаме. Еден од последните скандали со премиерот Заев е оној со граничниот премин, каде што премиерот со неговото јавување всушност упадна во надлежност што не е негова, односно својствена на премиер. Како ќе го коментирате неговото телефонско јавување на граничниот премин за да интервенира и тоа во време на полициски час? Како ќе го прокоментирате исто така фактот што владата се уште немаше донесена одлука дека патник кој е затечен на граничен премин за време на полициски час треба и може да го продолжи патувањето, а откога протече таа информација за јавувањето на Заев, владата експресно носи одлука за оние кои ќе се занајдат на граничен премин дека можат да продолжат со патувањето. И една друга работа со овој скандал е тоа што на магичен начин исчезнал записникот. Само во кратко ве молам. Па, не е работа на председателот на владата да се јавува на граничен премин на припадник на полицијата и да му дава насоки или наредби како да постапи. Затоа си има систем на хиерархија, секој случај е посебен. Ако требало некаква отстапка заради тоа што превезувале се биле со нив деца, малолетни и така натаму, таа работа треба да се движи по хиерархија, министрот, другите што раководат и да проценат дали може да се направи таква отстапка. Мислам дека тоа е повеќе популистички метод, еве водам сметка за тие што не може да поминат границата, а треба, па се јавил. Така да тоа се некои од потезите кои што не се својствени за државничко однесување, така би ја коментирал таа негова постапка. Инаку Македонија, рекоме, околу кризата тешко се справува, сме на врвот по заразени, по починати, еве како што рековме, ја губиме поддршката од Европската унија во овој дел, бидејќи објективно лошо функционира целокупниот систем околу здравствената криза. Како ќе ја прокоментирате изјавата на политичкиот аналитичар Кнаус од Европската иницијатива за стабилност со седиште во Брисел, кој вели дека доколку Македонија продолжи со ова темпо и на овој начин да бара и да биде членка на Европската унија, можно е да чека и вечно. Тој повторно го афирмира предлогот земјите од Западниот Балкан кои не се членки на Европската унија да станат дел од заедничкиот европски пазар како преодна фаза до членството. А председателот Пендаровски, се сеќавате дека пред неколку месеци се пофали дека ја одбил оваа понуда? Па, мислам дека тоа е утешна награда, ако ние размислуваме дека тоа економската соработка на тој план дека ќе ги реши проблемите. Ние треба да останеме цврсти. Ги исполнуваме сите барања на Европската унија, сите заклучоци, сите насоки. И главното ветување беше доколку се најде договор со Грција дека ќе бидеме примени во НАТО и второ ќе започнат разговорите, ќе започнат отварањето на поглавјата за влез во Европската унија. Европската унија никош не е доследна на своите ставови. Ние не треба да отстапуваме од овој наш проевропски курс, треба да се движиме напред, но не смееме сега повторно да направиме стратешка грешка, како што тоа го направиме со Преспанскиот договор. Сега повторно да направиме некакви отстапки према Бугарија, тоа што го вара Бугарија е крајно неприфатливо, тоа е класичен непријателски чин спрема нашите македонски корени и тоа е обид за бришење, за геноцид на еден народ. Затоа треба цврсто да стоиме. Дали Европска унија ќе започне разговори со нас или не, ние треба да ги тераме сите наши работи, ги извршуваме, се она што е како напредно да го имплементираме, да го прифаќаме, владење на правото и така натаму, економски развој, но никако не смееме да ги загросиме нашите идентитетски прашања. Тоа е народот, македонскиот народ и јазикот. Така да, дали Клаус или некои други на овој или друг начин ќе не третираат, ние треба за самите нас да градиме цивилизацијски вредности, треба да се движиме напред, да создадеме услови во Македонија да се создава, да се гради, да се твори, да имат луѓето подобар живот, да се чувствуваат горди што се
граѓани, државјани на оваа наша Република Македонија. Тоа треба да биде наша пределба, а изјавите има и во подршка на Македонија и кои што имат резерви и на кои јас лично сметам дека не е само Бугарија кулова сега вето ембарго што го става спрема нашите евроинтегратски процеси. Веројатно постојат и некои други сили што сметат дека треба да се блокира Македонија за да не се доближува до европските стандарди, да се создават внатрешни незадоволства и натаму да имаме најнизок животен стандард и така натаму, но за тоа може да ќе разговараме на друга прилика. Задоволство беше вашето одвоено време за македонски корени, господине Трајанов. Со желба за се најубаво до вас, посакуваме да си имате пријатен викенд. Уште еднаш честит нека е престојниот јубилеј на вашата партија и не заборавајте, имајте ја обврската и одговорноста да ја браните и чувате слободата и демократијата на Македонија. Чувајте се, здравје Боже да се чуеме повторно овде на македонски корени. Пријатно. Благодарам, поздрав до вас. Меѓутоа не после 20 година. Да. Побра. Очекувам во било која прилика, кога ќе имаме можност повторно да разговараме за се разбира, очекувам сепак подобри денови, подобра иднина за Македонија, македонскиот народ и сите граѓани што живеат во Република Македонија. Благодарам многу. Дека ќе говориме наскоро кога ќе бидете и во друга коалиција за спас на Македонија, на светлото и на светлото. Пријатно и довидување. Господ здравје. Довидување. Пријатно до слушање и довидување.